Македонија покажа дека има разлика во оваа држава. Има разлика помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Има разлика помеѓу Стево Пендаровски и Ѓорѓе Иванов. Има разлика која воопшто вчера не беше мала. И драги пријатели, на сето тоа, наместо доблесно да се излезе, да се честита, да се признае пораз и да се каже дека од сето тоа ќе се извлечат поуки за војнина. Ние вчера имавме едно срамно излегување на Зоран Заев, кој што во стилот на неговиот идол и се уште неформален шеф Бранко Црвенковски го кажа истото што го кажуваше и Бранко преходно на преходните избори, само со различни зборови и со различен вокабулар. Тој повторно вината не ја најде кај себе и кај неговата политичка гарнитура. Вината не е никаде кај нив, во нивните редови. Вината е само на друго место. Па вината ја најде и кај народот и кај нас, како да ние сме му криви, што мнозинството граѓани не им веруваат, затоа што ги лажеа, затоа што ги манипулираа, затоа што и во оваа кампања ги лажеа и ги манипулираа. Постојано одеа низ градовите и велеа дека се промениле, само затоа што ја промениле бојата од плава лилјакова и затоа што решиле да кажат дека се промениле. Се обидуваа да ги украдат нашите поранешни слогани за промени и првиот слоган што јас го имав кога станав претседател на ВМРО ДПМН е нов почеток. Меѓутоа, само со слогани и со боја не може да се испрати вистинската порака. Драги пријатели, од 2006 година, кога јас настапив заедно со мојот тим на изборите, јас никому не му велев дека ВМРО се променило. Затоа што народот така јасно гледаше колку многу ВМРО е променето. Така јасно ги гледаше промените во ВМРО, кои што беа толку очигледни. За несреќа отидоа и до скршени прозори, и до собирања, и до што ли не, што немаше потреба на народот да му објаснувам дека ВМРО ДПМН е комплетно променето. Народот тоа го знаеше, народот тоа го процени, на народот тоа му се виде позитивно и ја даде поддршката. Ниту викавме се променивме, ниту вака, ниту онака. Го гледам Зоран Заев, повторно е неискрен со луѓето. На некои места го фали Бранко Црвенковски до безсвест. Го величи до небо. На други места па вика се променивме, не сме веќе како тие пред тоа. А кои са тие пред тоа? Бранко, кој што завчера во некоја друга општина го утепал од фалење и кажал дека приватизацијата што е направи Бранко е најдоброто нешто што можеше да се направи во тој период. Она со отпуштени 200.000 луѓе од работа и со пригравен капитал од 5 милиарди евра за символични суми. Тоа е таа неискреност. Зоран Заев во оваа кампања сакаше да му се допадне и на Бранко и на народот. Народот тоа го препозна и му даде црвен картон уште во прво полувреме. Тоа е разликата. Го гледаме денеска и гледам во вчерашната изјава, драги пријатели, гледам колку го поценува народот. Како не може да разберам како е можно на еден ваков резултат, на една вака јасно изразена волја, да не ја сватат пораката. Тоа е силно ниво на ароганција. На толку силно изразена волја на мнозинството граѓани, да излезе и да каже дека тој кога одел по општини, по градови и по села, многу убаво го пречекувале и многу убаво се поздравувале со него, се разбира неговите партиски активисти, и дека тоа му е основа да каже дека изборите не биле регуларни и дека нема слобода и не биле слободни и фер. Па што да ви кажам, драги пријатели? Во Штив викаат, а крво го лаже, нема кој да му каже. Толку ли човекот не сваќа дека тие што го пречекуваат по градовите и селата се негови партиски активисти и тие трчаат со него бидејќи гледаат некаков интерес. Што не излезе да прошета без нив меѓу народот, па да си го види и рейтингот,
да си ја види и довербата, да си ја види и поддршката. Со кој памет човек што размислува и претендира да биде премиер, излегува и кажува: изборите не беа фер и демократски, бидејќи ја 2 недели скитам од град во град и сегде многу убаво пречекува. Вакво нешто до сега не сме забележале во политичката историја. Еве вака нов придонес за политичката наука. Да забележат во книгите какви луѓе има и како ја поимаат политиката. Па заев, луѓето се културни и да не се за тебе, ќе застанат, ќе те поздрават, а да не збориме за твоите партиски активисти. Има милион начини да се процени дали ја имаш поддршката или не, а не дали некој на улица ќе те поздрави или нема да те поздрави. Луѓето се културни, македонците се културен народ и граѓаните на Македонија. Поздравуваат, не е тоа проблем. Што мислат и што ценат, не го изразуваат само на таков начин. Има многу начини на кои што можеш да си ја провериш поддршката. Со многу луѓе да разговараш искрено, да разговараш отворено, да не ти биде шок вечерта на изборите и да се чудиш кај е вратата, од кај да влезеш, од кај да излезеш. Драги пријатели, она што исто така е карактеристично, што човек што сака и претендира да биде премиер, ја негира јасно изразената волја на огромното мнозинство. Тој уште од сега, кога е далеку од поддршка за премиер, покажува невидена ароганција. Ароганција што ќе му донесе уште потежок пораз во вториот круг. Иако гледам дека ноќеска мислил што да прави, што да каже и денеска пресконференција. Ај викаме да видиме што ново ќе каже од вчера. И гледам две работи. Првата, па истата песна, истиот филм од вчера. Слобода, демократија нема, има, ние ќе се бориме за слободата, ние сме победници, народот не сака, овие кој знае што направија. Добро, го гледавме тој филм синоќа, ај реприза денеска. Втората точка, вика: сега јас на вас ќе ви покажам, на народот му сопаѓа. Сега ќе ви покажам и ќе ги разобличам кои се и што се овие, најавувајќи црна кампања против нас, против мене, против Ѓорги, против Антонио, против сите носители на листа, против раководството на ВМРО. Демек, од утре ќе почнел негативна, црна, клеветничка кампања, во која што ќе ни измислува афери, ќе ни лепи етикети, како да народот вчера не сретнал и вчера не запознал. И сега во овие 10 дена што престануваат 11, Зоран Заев ќе го разубедува и ќе не представува нас како најцрно можни луѓе во оваа земја. Навистина, драги пријатели, непоимливо е. Непоимлива е таа ароганција, што е покажа вчера и кандидатот Стево или Стевчо постаро Пендаровски. Тој цела кампања го навредуваше председателот Ѓорги Иванов. Цела кампања одеше со негово директно омаловажување, со клевети, со навреди пред се. За синоќа во изјавата, откако виде дека 450 луѓе застанаа зад Иванов, пак навреди. Пак во неговата изјава Иванов немал капацитет, ВМРО не заслужило таква поддршка,